Почитувани слушатели, во текстите на Македонската радиопрограма Три пати Z, а пак само неколку зборови околу преамбулата или уставот на Република Македонија, она што зборувавме подолго време, она што зборувавме дека се разнебитува Република Македонија од доаѓањето нелегално, насилничко доаѓање на власт на Зоран Заев и сите промени во Република Македонија, односно целова време во Република Македонија се потроше само за промена на Уставот на Република Македонија. Исто така се потроше и за само за момент ми се исклучи стигнавме до преамбулата, почитувани слушатели. Стигнавме до преамбулата, а пак мојот прекин доаѓа и одвнатре од душата, но и одвнатре од студиото, затоа што тоа што требаше да го направи македонскиот народ не го направи до крај. Затоа и насловено е ова мое зборување, обраќање кон вас, почитувани слушатели, но и почитувани FB пријатели. Разнебитувањето на македонскиот народ и држава почна со тиранската платформа, која се тврдеше дека нема ништо, дека не важи, но ете во преамбулата на Уставот на Република Македонија токму таа тиранска платформа влегува во преамбулата, ни помалку, ни повеќе, туку во преамбулата на Република Македонија, а пак тиранската платформа го заменува АСНОМ. АСНОМ, знаете колку е важен за нас македонците и македонскиот народ. На 30 септември, почитувани слушатели, македонскиот народ им рече не на предавниците, оние 80 предавници кои изгласаа во собранието нелегитимно менување на Уставот на Република Македонија. Велам нелегитимно, затоа што многу пати зборувавме и со многу активисти, па и интелектуалци, академици, па и политичари од Република Македонија. Заклучокот беше ист, дека Македонија се разнебитува од корен. Тоа беше и целта. Целта беше и преку тиранската платформа да се воведе албанскиот јазик како службен јазик на територија на Република Македонија, меѓутоа и за меѓународна употреба во Република Македонија. Тоа не беше малку, се ќутеше, знаевме дека требаше прво да помини така наречениот добрососедски договор со Бугарија, со што се откажавме од историјата на македонскиот народ, односно се откажаа, да кажам дека се откажаа заевистите и неговата, слободно ќе кажувам сега, неговата хунта на Заев, хунтата на Заев, терористите се откажаа од македонците во соседна Бугарија. Исто така, почитувани слушатели, се откажаа од македонците од Беломорска Македонија со Преспанскиот договор. Тоа е комплетно разнебитување и оддалечување од нашите браќа и сестри македонци кои живеат во северниот дел на еленската држава, на Грција, и кои се обесправени до немај каде. Не го зборуваат ни македонскиот јазик, нема училишта на македонски јазик, нема цркви на македонски јазик, меѓутоа тоа воопшто не го интересира злосторникот Зоран Заев, не го интересира злосторникот Зоран Заев и останатите злосторници
или Али Баба со 40 или 80 разбойници. Вие 80 разбойници, вие сте избрани таму да знаете да го браните уставот, а не да го разнебитувате. Вие го ја разнебитивте Македонија до нема и каде. Сега, почитувани слушатели, почитувани мои македонци, преку сите социјални мрежи, насекаде, ова ќе биде последната битка за живот на Македонија, за живот на Република Македонија и македонскиот народ како конститутивен народ на својата татковина, како државотворен народ на својата татковина и ако успешно не го одбраниме ова, да знаете дека ние ќе бидеме само номади, ние ќе бидеме племе, ние ќе бидеме некоја смачкано племе, ние ќе бидеме, да не ги подценувам, меѓутоа, ние ќе бидеме рамноправни во овој момент на етнички групи во Македонија и на други места кои немаат собствени држави, кои не успеале историски да создадат, да се изборат. Меѓутоа, македонците успешно се бореа во Втората светска војна и во Беломорскиот дел на Македонија, и во Вардарскиот дел на Македонија, и Пиренскиот дел на Македонија, и она што се вели Македонија етничка. Меѓутоа, сите тие жртви се погазени, коските им се погазени, крвта им е исплукана, честа им е одземена, обесчестена е Македонија до нема и каде, меѓутоа тие мува не ги лази. Мува не ги лази, од друга страна, подкрепени, силно подкрепени од новинари во Република Македонија, го декларираат ова уништување на македонскиот народ и Република Македонија како некаков си успех. Тоа е последната борба, односно последниот здив на Република Македонија. Затоа во Република Македонија се превземаат и организираат здруженија, политички партии кои се во опозиција. Две досега имаме сознанија дека се формирани. Едното е Бојкотирам уставни промени во Република Македонија, кои ќе одржат протест на 18 ноември. Втората група која ќе го брани уставот на Република Македонија е Македонија блокира. Исто така апелирам и до нас, македонците овде во Австралија, да бидеме здружени, да бидеме еден како еден. Сите ние организации кои сме членови на некакви организации, и на поголеми, и на помали, од мало до големо, како што бевме на 4 март, треба повторно да се соединиме, повторно да бидеме силни и повторно да ги подкрепиме македонците кои се во Република Македонија и кои ќе водат жестока и тешка борба да го спречат злосторникот Заев со разбойниците, 80 разбойници кои иднината на Македонија гледаат само преку богатење, собствено богатење. Ништо друго, почитувани слушатели. Јас бев во Република Македонија и учествував во бојкотот на референдумот, дадов колку што можев, колку што може еден човек да даде. Меѓутоа, предавниците во законодавниот дом, во собранието на Република Македонија, ја погазија честа, го погазија македонскиот народ, по кој не знам кој пат оваа година или изминатите 14 месеци. Повторно ќе треба да се исправиме простум ако сакаме да се зачуваме Република Македонија. Инаку, уставот на Република Македонија е ставен во собранието со 4 амандмани да се промени, да нема македонски народ, да нема Македонија. Потоа државотворен народ ќе биде исто така албанската заедница или малцинство. Тие ќе имаат 3 држави, а ние ќе останеме без ниту една држава. Исто така треба да се помогне на оние кои ќе застанат на браникот на Македонија, а пак мораме со сите сили да ги
деградираме и да ги бркаме и мртви ќе ги гониме, каде што ќе ги гледаме оние кои го извршија ова големо предавство на Република Македонија во собранието. Како тие што газат по коските на нашите партизани, по коските на нашите илинденци, така ние ќе газиме и мирни нема да ги оставиме во нивните гробови. Не само живи, туку и мртви ќе ги гониме. Немаат никаков мандат, немаат никакво право, немаат ништо тие, ниту имаат ни 1% право имаат тие да го сменат името на Македонија. Ниту тие ни го дадоа тоа име, па ниту тие можат да ни го одземат. Ако не им се допаѓа, нека си одат од пратеничките места, нека си заминат, а не да лежат таму по затворите заради што краделе пари, заради делење на тендери, заради богатење. Еден пратеник зема 12.000 евра годината, а купува 4 станови годишно. 24.000 евра зема за 2 години, а купува 5 мерцедеси и купува куќи онаму на Халкидики или пак во Кипар или пак на некои острови не знам каде. Па тоа никаде го нема. Тој арамилок, тој жив арамилок во Македонија го нема никаде. Жива тиња е. Меѓутоа, исто така жалам што дел од институциите не застанаа простум и напротив се формираа и комисии за ревидирање на историјата на македонскиот народ, за тоа со Бугарија, а исто така ревидирање на историјата на македонскиот народ со Грција. Тоа е комплетно брешење и капитулација на македонскиот народ, на македонската историја, јазик, традиции и обичаи. Кој ќе ви речи поинаку, почитувани слушатели, почитувани мои FB пријатели, дека се зацврстувал идентитетот, дека се зацврстувал македонскиот народ, лажи, како скинат лажи. Лажи како скинат, затоа што ако за нас не треба повеќе да ни се зацврстува идентитетот. Доволно ни беше нас 91 година независна Македонија и воопшто да не го менуваат ниту уставот, па ниту да прават добро. Доста ни е од нивното добро, затоа што еве видовме и знаеме дека нивното добро е да нема македонски народ и да ја нема Македонија.